Добро утро, се наоѓаме во Државната изборна комисија и како што кажа Сашо, се наоѓаме на точно определена дистанца, онака како што е предвидено со сите протоколи, бидејќи сме на отворено, одлучивме да не носиме заштитни маски, инаку ова беше навистина долга ноќ како за претседателот на Државната изборна комисија, така и за останатите, бидејќи тие се уште се тука и се уште трае пребројувањето на гласовите од вчерашните парламентарни избори. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Како што кажав, пребројувањето на гласовите се уште трае. Имате ли некоја информација колку досега проценти се пребројани и што може да кажеме? Категоризирал тоа како пребројување, затоа што се врши прием на изборниот материјал, односно на записниците број 16 и 21 од општинските изборни комисии и прием на другиот гласачки материјал. Не се врши пребројување, туку се констатира состојбата со записниците од страна Државната изборна комисија во текот на ноќта и веројатно половина ден овој денешен ден. Тоа е затоа што оваа година се гласаше до 21 и од тие причини се продолжија практично сите настани понатаму за тие 2-3 сати. Од првичните внесови на информации за резултатите, како што и можевте да видите во текот на изминатиот ден, преработени се околу 97% од гласовите и се видоа резултатите. Сега следува втората проверка на материјалите, односно на гласовите, која што ќе се одвива во текот на овие неколку сати и после тоа Државната изборна комисија ќе излезе со информација за првичните неофицијални резултати, пошто почнуваат да течат роковите за приговори. Веќе можевме да забележиме и првични излагања на политичките партии, секој со своја проекција околу бројот на освоени мандати. Дали се точни овие нивни прогнози? Не би можел да шпекулирам дали се точни или не, додека не ја завршиме нашата работа, меѓутоа тука се некаде од прилика нивните прогнози, нема нешто веројатно драстично да се промени. Меѓутоа сепак ние нема да излеземе со информација за мандатите додека не си ја завршиме оваа наша втора, би рекол, фаза од приемот на материјалите. После тоа ќе излеземе со нашата информација. Точно се резултатите за излезноста, значи излезноста беше нешто над 52% во текот на вчерашниот ден на изборите. Другото сето ќе треба да го почекаме да го извадиме како информација од ДИК. Исто така ќе имаат можност да поднесат и приговори, како ќе се одвива ова, до кога ќе биде отворена можноста за приговарање? Значи, кога ќе завршиме со оваа наша втора фаза на прием на записниците на материјалот, после тоа излегуваме со нашата информација какви се резултатите, колкав примерок и после тоа почнуваат да течат роковите за приговори кои што чие право го имаат сите кандидати и кандидатски листи кои што учествуваат на изминативе избори и се разбира по тие приговори ние како Државна изборна комисија наредните 24 часа треба да одлучуваме за после тоа доколку има некои незадоволни да имаат право на тужба до управниот суд. Општиот впечаток е дека вчерашните парламентарни избори поминаа во најдобар ред, како што се зборува нели во мирна фер и демократска атмосфера, меѓутоа се зборуваше за некои мали нерегуларности. За што станува збор? Атмосферата беше навистина добра и мислам дека процесот беше комплетно организиран добро и граѓаните се однесуваат, односно ги почитуваат нашите протоколи и упатства и избирачките одбори како органи за спроведување на изборите одлично. Имаше мали спорадични великови инциденти кои што нормално е во ваков процес каде што излегуваат скоро милион граѓани на избирачките места да се појават некаде, меѓутоа со брза интервенција наша и во соработка со Министерството за внатрешни работи се разрешува и процесот продолжуваше понатаму. Сметам дека комплетно сликата за вчерашниот ден е позитивна.
Ви благодарам за денешното вклучување во утренски брифинг. Знам дека имате уште многу работа, од она што имавме можност пред вклучувањето во програма да го издискутираме и се надевам дека ќе имаме повторно можност со нови информации и податоци да се вклучиме во програма. Секако ви благодарам и јас и да си ја завршиме работата, па ќе има информации за сите. Уште еднаш ви благодарам. Ние за сега се одјавуваме од тука, од Државната изборна комисија.